Денеска одбележени 24 години од постоењето на општина Росуман. Во Советот беше одржана свечена седница која троеше кратко, а заради ковид кризата имавме кратка средба и со сите протоколи интервју со градоначалникот на општина Росуман Бранко Јанев. Еве во разговор со него за тоа што е се постигнато изминатиот период, со акцент на она што е во 2020 година постигнато во општина во рамките на интервјуто кое го реализираме денеска со него. Поздрав до граѓаните на општина Росуман и најпрво да им го честитам денот на општината 24 овај 17 декември. Како што рековте, 24 години помина од 96 година всушност, кога се донесе новиот закон за нова територијална поделба на Република Македонија. Во прва фаза тоа беа, ако се сеќавате, 123 држави на ниво на Република Македонија, општини на ниво на Република Македонија, но подоцна со измена на законите и дополнувањето, бројот на општините е сега 80 плюс град Скопје. Во врска со функционирањето на општина Росуман, можам да кажам дека еве 3 години и месец и нешто помина од како јас добив мандат да бидам начело на општина Росуман и можам да кажам за досегашното функционирање во овие 3 години од постигањето, односно резултатите, дека јас сум задоволен од оно што е сработено, што е можеби субјективно, нели? Граѓаните се тоа тие кои што на крајот на крајите ќе оцена дали е тоа доволно или не е доволно, но во секој случај секогаш постојат шанси тие работи да бидат уште што се неопходни да се направат, да бидат во поголем број реализирани. Конкретно за оваа година, како што рековте, оваа година е во името на ковид кризата, светската ковид криза, и како што тоа влијае на севкупниот амбиент и во светски рамки, така влијае и на амбиентот на извршувањето на обврските и на ниво на Република Македонија и на ниво на општина Росуман. Иако оваа криза, рековме, ги зафати сите структури на општеството, сепак од предвидените активности кои што требаше да се случат на најголем дел се реализирани. Се разбира дека има некои работи кои што не ги реализиравме од одредени причини, меѓутоа и тоа ќе го кажеме во ова мое излагање. Всушност од последниот ден на општината, 17 декември минатата година, на ниво на општина Росуман се реализирани повеќе проекти кои што беа, се разбира, некои од нив беа започнати во 2019 година, меѓутоа се завршени во на крајот на 2019 или почетокот на 2020 година. Еден од поголемите проекти кој што беше предвиден и реализиран, тоа е проектот на изградба на локалниот пат Манастирец Трстеник, кој што оваа година го доби вистинското значење со оглед на тоа што овој пат овозможува многу поефикасно поврзување на Трстеник со Манастирец и со Росуман и со Кавадарци, така да, бидејќи таму се наоѓа еден стопански објект од важно значење, а тоа е винаријата Гоце Делчев, комуникацијата на лозарите пред се беше многу побрза и поефикасна. Иначе овој проект беше реализиран, неговата цена на коштање или висината на проектот беше негде околу 20 милиони денари. Така да со оваа бројка можеби да кажеме дека тоа е значителна сума која се потрошени за овој проект. Она што е исто така многу важно, а без кое една локална самоуправа не може да функционира, е донесувањето на урбанистичкиот план за село за Росуман, кој што беше после низа години донесен и на 26 декември минатата година беше донесен урбанистичкиот план за село за Росуман, врз основа на кој што понатаму може да се гради поквалитетен економски развој на Росуман. Имаше бројни активности во делот од реализација на проектите.
како што е, например, изградба на крак од канализација во Росоман, од училиштето до улицата Пролетерска, со кој се решаваше проблемот на поврзување на одреден број на стопански објекти и на училиштето во главниот вод од канализационата мрежа, кој имаше проблеми во функционирањето. Една така ситна интервенција, меѓутоа многу важна, која се случи минатата година, беше делот од поставувањето на хидранти за потребите на противпожарната одбрана, заштита, а тоа беше поставувањето на хидранти, 2 во Росоман и 1 во Сирково, се со цел кога евентуално противпожарната заштита или единица има потреба, за да може побрзо да се реагира. Еден од поважните елементи, односно проблеми кои што ги засега граѓаните на Росоман, според мене ми се чини еден од најзначајните проблеми, тоа е функционирањето на пристапните патишта до земјоделските површини. Минатата година ние имавме неколку интервенции на неколку полски патишта, каде потрошивме околу во една фаза 1.000.000 и во друга фаза околу 700.000, значи близу 1.700.000-800.000 за санација на полските патишта, кои што мислам дека се особено значање поради времето на транспортирањето на земјоделските производи до кај нас, тоа се ладилниците и до маркетите низ територијата на Република Македонија. Имавме интервенција истовремено и на еден таков пат кој што беше во Паликура, населено место Паликура. Тоа е еден пат кој што долго време не функционираше, а кој го користеа граѓаните за време на зимските периоди, бидејќи кога во Паликура, не знам дали вие знаете, меѓутоа граѓаните на Паликура знаат кога е за време на зимно време, кога има снег, по постоечкиот пат не можат да пристапат до населеното место, така да со реализација на овој пат тоа е веќе овозможено. Имаше и други интервенции во делот од санирањето на разни инфраструктурни проблеми, како што се решавањето на проблемот со таложењето на атмосферската вода во Манастирец и во Росоман, тоа е на спојот на улицата Елинденска со улицата Маршал Тито. Она без кое што е невозможно да се функционира во било која локална самоуправа во решавањето на проблемите е изготвувањето на проектната документација. Минатата година Општина Росоман изготви проектна документација за улиците Пролетерска, Цанду, Козмонов, Линденска и Пере Тошев, комплетна проектна документација, преку Министерство за финансии, односно преку проектната единица МСИП, во вредност од 588.000 евра. Меѓутоа, за жал, поради кризата која што беше предизвикана со ковид ситуацијата, реализацијата на овие проекти не се изврши оваа година. Се надеваме дека во 2021 година дека до реализација на овие проекти ќе дојде. Истовремено можам да кажам дека минатата година Општина Росоман издвои околу 4 милиони денари за изградба и поплачување со бекатон коцки на 13 улици низ Росоман и Сирково, така да за идната година многу мал број на овакви проблеми со несанирани, нереконструирани улици, непоплачени улици, ќе имаме многу малку, значи тој проблем го решивме и е близу до нула. Можеби најзначајниот проект кој што се реализира минатата година, иако по сума тоа не е нешто значајно, меѓутоа според приоритети, според мене еден од најважните проблеми кои што се решаваше минатата година, тоа беше обезбедувањето на контејнери за потребите на Росоман и на останатите населени места, и за прв пат, да повторам, јавното предпријатие
комуналец почна со организиран износ и депонирање на смет во населените места Сирково, Трстеник, Манастирец и Паликура. За едната година тоа го имаме намера тоа да го сториме и со Каменол. Така да можам да кажам, во тој дел една сме од руралните општини која овој проблем го има, барем за почеток, успешно спроведено. Тоа рековме дека како сума на пари не чини многу, меѓутоа како услуга према граѓаните е една од многу значајните работи. Во оваа смисла, во смисла на функционирањето на комуналец би сакал да кажам дека се подобро се екипираме во делот од опремата на комуналец и обезбедивме скип во вредност од негде околу, или комбинирана машина во вредност од околу 4,5 милиона за потребите на јавното претпријатие комуналец, кој дополнително ќе помогне во извршувањето и решавањето на проблемите на граѓаните на општина Росомон од инфраструктурен и комунален карактер. Пред се тоа ќе биде во делот од санирањето на полските патишта, но и во интервенциите на евентуалните проблеми на водовод и канализација. Во делот од решавањето на партерни решенија, имавме согодишниот план за уредување на градежно земјиште, предвидено две локации, од кои што едната не ја реализиравме, тоа е оној поголемиот проект уредувањето на централното подрачје или плочата, како што ние тука ја нарекуваме, поради, го знаете, веќе тоа беше актуелно, лоцираните објекти кои што беа на плочата и поради наводните, да речем, интереси на одредени занечии кои што беа таму лоцирани, кои беа поддржани од одреден број на советници, но како што знаеме, тоа се мал број на луѓе кои што ние сакаме да функционират, меѓутоа не може останатите граѓани на Росомон да бидат заложници за толков мал број на занечи, така да верувам со едно рационално размислување за оваа година, за наредната година, за 2021 година, во соработка со советниците, кои што ја повлекува оваа програма за уредување, минатата година од реализација, верувам дека со еден поинаков однос и поинакво размислување, дека идната година тоа ќе го решиме. Што се однесува до вториот дел од уредувањето на еден дел од Росомон, како проект за подобрување на социјална инклузија преку поставување на урбена опрема, тоа е во тек, односно е на крај. Мислев дека денеска ќе биде спремно, меѓутоа веројатно тоа ќе се случи утре. И тоа на еден дел кој што беше така помалку неуредно изгледаше. Сега сликата се подобрува, така да тоа е делот на улицата Партизанска на спојот со улицата Страшо Пинџур. Верувам дека граѓаните и за нова година ќе имаат прилика да го почувствуваат амбиентот на тој нов објект што таму е поставен. Општина на Росомон, односно населено место Росомон, до сега слабо функционираше во делот од обезбедување на сообраќајни проекти. Ние изработивме конкретно за населено место Росомон сообраќајен проект со кој што се уредува движењето на тешките товарни возила над 7,5 тона по улиците кои што се надвор од главната улица Маршал Тито. Поставивме сообраќајни знаци и на тој начин го регулираме сообраќајот во делот од функционирањето со движењето на тешките товарни возила. Очекуваме предприемачите кои што овие возила ги имаат, бидејќи еден дел од нив веќе ги испочитува овие знаци и се преместија на други најдоа други алтернативни решенија. Очекуваме дека уште 2-3 од превозниците и тие да го почитуваат оваа решение, така да би се добила поголема безбедност на движењето на пешаците во населено место Росомон низ улиците.
Во тек се неколку проекти кои што реков се во реализација или се при крај. Еден од нив е изградба на потпорен зид во село Сирково, во вредност негде околу 800.000 денари. На ова место, на една улица, бидејќи Сирково е населба без уличен систем, се случуваа несреќи, така се случи една несреќа за жал без жртви, еден трактор се преврти. И сега на тој дел извршивме санација, која санација ќе влијае на безбедноста на движењето на не само на граѓаните, него и на граѓаните, ама со земјоделски машини. Друг проект за кого што цела постапка е завршена, меѓутоа реализацијата на тој не е започнат. Очекуваме тоа да се случи на почетокот на наредната недела, тоа е санација, односно реконструкција на фудбалското игралиште, со кое што ќе се подобрат условите за надпреварување на фудбалскиот клуб. Како што знаете, оваа година имавме крштевање едно така малку по жестоко на фудбалскиот клуб кој што влезе во втора лига, и тоа е едно големо искуство за нас. Можеби очекувањата беа и така поголеми. Меѓутоа, се на се, можам да кажам, сме задоволни од тоа. И едно, како што реков, големо искуство за идните сезони, односно за втората полусезона од втората лига. Друг проект кој што е исто така актуелен и е во фаза на реализација е дооформувањето на објектот Старото училиште, кој е влезено во проектот ИПА или Тера Вино. Завршени се градежните активности внатре. Меѓутоа, сликата беше така непристојна, неубава во делот од надворешното уредување. Еве, го завршивме тендерот и избран е изведувач. Негде околу 3,5 милиона денари чини овој проект. Имаме партерно уредување со осветлување, со канделабри, со жардинери и така натаму, кој ќе влијае на севкупниот впечаток на овој објект. А за да биде комплетен овој впечаток, овој објект, ние за идната година, него прв ќе го спомнам, планираме улицата Маршал Тито да ја реконструираме. Тоа е ова улица од кракот која оди од главната улица Маршал Тито, крак према Старото училиште, и впечатокот да биде комплетен. Очекуваме тоа да го направиме негде до почеток на месец мај. Во тек е и промена на старото осветлување со нови LED светилки, со што значително ќе се подобри квалитетот на осветлувањето на уличното осветлување и заштита се разбира на електрична енергија. Овој проект е исто така финансиран од средства на буџет на општина Росован. Морам во оваа прилика да кажам дека најголем дел од средствата кои што оваа година ги реализиравме се од средства на буџет на општина Росован, иако не е за потценување и помошта која имаме од Биро за регионален развој и од другите институции на ниво на Република Северна Македонија. Во оваа прилика би сакал да спомнам уште и замена на дрвени врати, старите дрвени врати на основното училиште Пере Тошев со сите подрачни единици. Реновирани се, односно поставени се или се во фаза на поставување 75 врати низ централното и низ останатите подрачни единици. Тоа е негде во висина од 1.200.000 денари. Ова би сакал да истакнам дека финансирањето на овој проект е од страната на генералниот секретаријат на Република Македонија. Извршивме и геомеханички испитувања за потребите за изработка на основен проект за детската градинка Праскичка. Проектот го завршивме. Меѓутоа, тоа ќе го спомнам, ќе се осврнам на тоа во понатамошниот
разговор, кој што верувам дека ќе ги интересира граѓаните на општина Росуман. Бидејќи во февруар месец се случи ковид ситуацијата, ние како локална самоуправа постојано се грижиме за дезинфекцијата на населените места, за јавните површини и просториите кои што се на ниво на општина Росуман. Низ сите населени места вршиме дезинфекција, низ Росуман, меѓутоа вршиме дезинфекција и низ јавните установи, односно јавните површини, јавните установи како што се училиштето, градинката, здравствените институции и останатите стопански субјекти. Во една прилика имавме помош и од Министерството за одбрана. Еве, користам прилика да се заблагодарам на Министерството за одбрана за помошта која што ние пружија. Една од редовните активности која што се одвива на ниво на општина Росуман, а тоа и на ниво на цела држава, тоа е редовната дезинсекција и дератизација на површините, на одредени површини на територија на Република Македонија. Во оној другиот дел, каде што нема такви активности од градежен карактер, од решавање на инфраструктурни проблеми, а тоа се останатите содржини од социјален карактер, од општествен карактер, од културен карактер, од духовен карактер, можеме да кажеме дека и да се пофалиме. Минатата година се одржа третиот традиционално искачување на клепа во соработка со општина Градско, заеднички проекти и Green Power. Она што е најинтересно за овој проект или оваа случување, овој настане е масовноста. Минатата година и предминатата година имавме учество на преку 500 присутни планинари или рекреативци, кои што беа пречекани многу пријатно во Сирково, а на крајот се заврши целата работа и во Градско, во манастирот Свети Архангел Михаил. Така да сме задоволни од овие настани кои што се случуваат. Еве, оваа година веројатно нема да се случи тоа, меѓутоа сепак како едно искуство, многу убаво искуство, толкав број на гости, еве. Го афирмиравме и Сирково на некој начин малку пошироко. Во другиот дел од хуманиот, оној карактер што е, на два пати се организира крводарителски активности, на кои што масовно луѓето ја покажаа нивната солидарност и одреден број на луѓе дарува крв за потребите на оние граѓани кои што имаат таква потреба. Имаме ние тука други проекти, како што е на пример проектот со UNDP, тоа е имаме ангажирано 4 жени за потребите на старите изнемоштени лица низ Росуман, кои што редовно ги обиколуваат овие лица и им укажуваат помош од било каков карактер, доколку има потреба, тие се обраќаат и кај нас и ние дополнително со некои други активности тоа го правиме. Хуманитарни акции имаме редовно. Обично тие се за Божич, меѓутоа не се само за Божич, за Великден, за овие верскиви празници, меѓутоа и минатата година имавме и вонредни такви хуманитарни активности со едно хуманитарно здружение од Росуман. И таа хумана активност се врши се помасовно и поредовно. И на крајот заборавив да кажам, тоа се реконструкција на овие игралишта, детскиве игралишта. Во тек е еден дел се од нив реконструирани и санирани, а другиот дел до крајот на оваа недела исто така ќе бидат завршени. Ова е само дел од сите активности кои што беа реализирани. Се разбира дека има уште тука други активности кои што беа реализирани или се во тек на реализација, меѓутоа ми се чини дека е ова доволно е овака колку за една информација на граѓаните да знаат што се случуваше. Како успеавте да реализирате ова импозантна, би рекол, инвестициона програма во вашата општина?
Добро, познато е дека јас и Советот имавме во некој дел помалку разидување во размислувањето, тоа е, реков, пред се во делот од реализацијата оној најголемиот проект. Сепак тоа е, знаете како, мислам, Советот е и политичка институција, можеби некој мисли дека преку одредени активности се добијат политички поени, меѓутоа јас верувам дека во овој дел дека со Советот ќе дојдеме до една поинаква ситуација, дека повторно ќе ги доближиме ставовите. Морам да кажам дека во претходните години во овој дел сме немале такви проблеми. Мора и тоа да го кажеме, мислам, можеме да кажеме за недоразбирањата, меѓутоа мора да ги исполниме и оние работи кога сме функционирале. Ние во делот од Советот, тоа беше во недонесувањето на оперативниот план за заштита од поплави. Мислам дека беше нивното размислување ирационално, ама верувам и во врска со тоа дека тоа ќе се исто така ќе се промени и оној дел, како што реков, во делот од она каде што сметам дека сме многу слаби, во човечките ресурси, односно недостаток на човечки ресурси во успешно решавање на проблемите за потребите на општината, меѓутоа пред се и за потребите на комуналното предпријатие. Како што кажав, ние можеби се опремивме во делот од машините или оперативата, меѓутоа за да се сето тоа сработи, за да биде уште поуспешно, потребни си човечки ресурси. Во оној дел каде што имавме исто така разидување со Советот во донесувањето на годишниот план за вработување, силно верувам дека и тоа ќе го надминиме, бидејќи сепак се работи за еден поширок интерес на граѓаните на Росоман, а тоа е за успешно функционирање на комуналното предпријатие, каде се потребни поголем број на луѓе, за да може сите овие работи кои денеска ги врши, а и да се прошират овие активности на комуналното, да биде поуспешно, се разбира, се во интерес на граѓаните. И во делот од потполнувањето на капацитетите на општина Росоман се разбира дека имаме потреба бидејќи, како што веќе во неколку наврати имам спомнато, имаме потреба од ангажман на правник, ангажман на економски кадар, и што и она што го направив на почетокот со донесувањето на градежниот инженер, кој за подосна поради необезбедување на средства за негово ангажирање си замина. Верувам дека со исполнувањето на овие капацитети, општина Росоман уште подобро ќе функционира. Морам да спомнам дека тука со администрацијата туку речи сите апликации кои што беа аплицирани до разни институции по било која основа, ако не се 100%, тогаш се 99, близу 100% успешно прифатени и се реализирани. Во таа смисла морам да кажам, да го потенцирам ова уште еднаш. Граѓанче, за реализација на овие проекти потребни се и финанси. Како будеше полнењето на општинската каса, задоволни ли сте од реализираниот буџет и како планирате да биде димензиониран буџетот за 2021? Ние до сега немавме проблем со полнењето на буџетот од приходите. Оваа година можеби за една нијанса, за некој процент е тоа помало со оглед на целата таа ситуација и со оглед на сите мерки кои што државата им ги овозможни на граѓаните. Во делот од, можам да кажам сега, во делот од исполнувањето на обврските на граѓаните од плаќањето на данок на имот, тука сме можеби нешто малку за не една нијанса послаби, меѓутоа во другиот дел од подбирувањето на обврските и остварувањето на буџетот немаме некои поголеми мерки. Како што кажав, дека ние сите најголем дел од проектите ги реализираме од наши средства, така и за едната година имаме предвидено исто така и реализација на проекти од наши средства, ама еве и користам прилика да кажам дека за наредната година оноа што е најважно ќе бидат реализирани неколку
проекти, крупни проекти. Еден дел од нив ќе бидат реализирани со поддршка од централната власт, еден дел ќе бидат реализирани од буџетот на општина Росован. Можам да кажам дека она што е сигурно дека влегуваме во реализација на доградба на детската градинка во висина од 15 милиони денари во соработка со Министерство за труд и социјала, со што комплетно ќе го решиме проблемот со сместувањето на децата во детската градинка на ниво на цела општина. Иначе ние пред година и пол реконструиравме еден капацитет со кој што успеавме да ја ублажиме ситуацијата, меѓутоа со решавањето со доградбата на детската градинка, тој проблем комплетно ќе го елиминираме и ќе немаме проблеми во тој дел. Како што спомнав и пред малку, тоа рековме тоа е инвестиција или проект кој што кошта 15 милиони денари во соработка со Министерство за труд и социјала. Истовремено преку кабинетот на вице-премиерот за економски прашања обезбедивме уште 2 милиона денари за реконструкција и санација на водоводот во Крушевица. Иако Крушевица е наше населено место кое што нема голем број на жители, меѓутоа е многу блиску до Росуман, а се поголем број на граѓани, дали се од Росуман или од други места прават таму викендици. Очекуваме овој проект уште поголем, да ја зголеми заинтересираноста на граѓаните, а и на оние кои што се присутни таму постојано да има возможност, иако сега има таков еден водовод кој што сепак има проблеми во функционирањето, овој проблем да го решиме. Како што спомна претходно, тука е улицата Маршал Тито во вредност од 3 милиони денари, значи само овие три инвестиции се негде околу 20 милиони денари и можеби најкрупната во овој дел е атмосферска канализација за идната година. Аплицираме во Министерство за финансии преку проектот од МСИП за заем од 20 милиони денари. Се уште не сме подпишале договор, се уште не можам да потврдам дека е ова конечно, ама јас според информациите со кои што располагам, тоа ќе се случи. И на овој начин, преку реализацијата на овој проект, очекувам да се реши оној еден од поголемите, позначајните проблеми, а тоа е кога има поројни дождови, поради малиот капацитет на постоечката канализација, кај нас сите домаќинства се приклучени по било која основа на фекалната канализација, дека со изготвување на еден крак тоа е еден критичен крак, дека проблемите и со функционирањето на фекалната канализација би се решили во тој дел. Не би имале проблеми. Во уште една работа која што ќе се случи идната година тоа е заеднички еден проект со општина Кавадарци, Неготино и Демир Капија, поставување на смарт земјоделски станици, веројатно ја имате таа информација. На територија на општина Росован ќе се постават 7 такви смарт земјоделски станици кои што ќе примаат и емитуваат информации кои се потребни пред се за извршување на квалитетно земјоделско производство. Тие се од информатички карактер или како би ги нарекле, значи електронско добивање на информации. Иначе овој проект е во реализација преку Вардарски плански регион. Завршен исто така е еден тендер за основното училиште за подобрување на енергетска ефикасност на училиштето во вредност од 5 милиони денари. Тоа е за потребите на училиштето, на Централното училиште Перетошев и ако не сега, ама завршени се сите постапки, избран е изведувач, очекуваме наскоро да се почне чим временските услови, нели сепак тоа го дозволат во реализација на овој проект.
како што спомнав од поголемите работи, очекувам да го завршиме и оној минутогодишниот кој што не го завршивме, реков, се надевам дека со советниците ќе најдеме еден заеднички јазик и тоа цело да го решиме, се во интерес на граѓаните на Росован. Кога се кај почеток да ја прашам, ова централната улица што минува низ селото, има ли шанса да се реасфалтира или повторно постави со асфалт, бидејќи е многу оштетена? Да, има шанси да се асфалтира. И работата е висти така. Така, таа е најдолга улица, тргнува таму негде од влезот од Кавадарци, улица Гоце Делчев. Таа иначе улица е направена, мислам, асфалтирана во оваа состојба од 94 година, кога се пушти патот Кавадарци, Рибарци, Росоман, тогаш се асфалтира таа, меѓутоа, бидејќи низ Росоман се движат тешки камиони, и дојде до амортизирање на оваа улица. Меѓутоа, да ви кажам, од мој аспект, како јас ги гледам работите, сепак најпрво ние таму во тој дел, пошто имаме изготвено, општина Росоман има изготвено проект за комплетна атмосферска канализација, сметам дека најпрво треба да се решат тие проблеми и за подосна не би се случувале оние работи кои што ни се случува изминативе години, најпрво ќе ставиме асфалт, па после ќе копаме, ќе прередуваме или некои такви слични работи. Да. Гранчанче, дел од проектите кои што информиравте се реализирани во соработка со Вардарски плански регион. Тука би ве прашал каква е соработката со Вардарски плански регион и каква е соработката со останатите општини во регионот? Па овака можам да кажам дека соработката со Вардарски плански ние на завидно едно ниво, на високо ниво. До сега сме немале проблеми. Задоволни ли сте од тоа што го добивате како проекти? Од моја страна гледано, јас сум задоволен. Дали тоа може да биде повеќе или не може, тоа е сепак. Меѓутоа, кога се во прашање интересите на поголем број на субјекти, а тоа се сите општини вклучени во Вардарски плански, како Кавадарци, Демир Капија, Неготино, Градско, Чашка, Велес, Лозово и Свети Николе, сепак морате да балансирате и не може да ги браните постојано вашите интереси, не мора да се размислува покоректно и регионално. Иначе во таа смисла можам да кажам дека од Вардарски плански како заеднички проект за реализација од сите општини е предвидено, значи како еден ударен проект, а тоа е решавање на проблемот преку изградба на еден центар за прибирање на кучиња скитници. Тој проблем ги засега сите општини и верувам дека со овој заеднички проблем, овој заеднички проблем и решавање на овој проблем преку изградба на еден таков центар за прифаќање на кучиња скитници, дека не дека би се елиминирал тој проблем, меѓутоа во прво време би се намалил. Така. Иначе во функционирањето на општина Росоман не се, мислам, и црно и бело, не е се бело. Има и проблеми. Ние овој проблем што го имаме сега, мислам еден од акутните проблеми, а можеби веќе и хроничен, кој ни се јавува во летни период, а тоа и сега дури ни се јавува со недостаток за вода на пиење, особено тоа беше изразено оваа година, и морам да кажам тука, ова ни се случува после реконструкцијата на интервенцијата на водот кој што иде према Росоман од страна на комуналец, на кој што вод беа приклучени дополнителни мрежи за потребите на Кавадарци, меѓутоа и една мрежа која оди према Сопот, и откако тој систем така функционира, ние имаме проблем, не постојано, меѓутоа обично се случува сабота и недела, не знам од која причина тоа, ние имаме проблем со недостаток на... Тогаш е голема потрошувачка, како се изјава. Ама не разбирам зошто сега, кога немаме потрошувачка на вода.
немаме сега таква потрошувачка, ајде тоа е летно време да го разбирам, меѓутоа сега при овие на ова годишно време со оваа потрошувачка на вода, а тоа да не се случува. Ние постојано комуницираме и граѓаните неснам реагираат во врска со овој проблем и ние интервенираме во делот од соработката со комуналец. Меѓутоа, убеден сум дека ево со нивните активности кои што тие ги предвидаа за минатата година, дека овој проблем дека ќе биде ќе се ублажи. Јас те прашање, може ли да упатиме Тука и јас прашање би за завршил. Честитка за порака до граѓаните. Па јас најпрво би ги поздравил граѓаните на општина Росоман и пред се би им посакал добро здравје. Со оглед на цела оваа ситуација, тоа е пред се најважно. Препорачувам да ги почитуваат мерките кои се предвидени во врска со ситуацијата во делот од дружењето, односно бројот на организираните настапи, во делот од организирање на било какви настани и во сите други работи кои што се предвидени како рестриктивни од владата, односно од Централниот кризен штаб во врска со справување со кризата со COVID-19. Иако знаеме дека сега се ближат најактивно, најголем број на домашни слави, најпрво тоа е Свети Никола. Јас би им посакал на сите оние кои што ги слават овие слави, со среќа да ги слават славите, меѓутоа тоа да биде во согласност со препораките, да биде тоа во домашен амбиент и сите оние препораки во делот од организирани настани во врска со Нова година и после Нова година, Божичи, Коледа, Водици и така натаму. Сметам дека здравието е пред се најважно, а сите овие проблеми кои што не се решени, ќе се решат, бидејќи сме живееле толку години со овие проблеми, ќе издржиме уште 6 месеци или колку ќе биде. Верувам дека за едно 6-7 месеци дека сите овие работи во врска со ковид ситуацијата барем во голема мера ќе се ублажат и дека ќе бидеме во една поинаква атмосфера, поинаков амбиент. Нека е среќен денот на општина Росоман и нека се среќни празниците кои што во идните денови ги слават и ги очекуваат граѓаните на општина Росоман, па и пошироко граѓаните на Република Северна Македонија. Тоа би било се во рамките на оваа емисија посветена на работењето на кабинетот на градоначалникот Бранко Јанев во општина Росоман. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари.